Дали ЖФК Кочани имаше среќа или не со жребот за надпреварите по групи во Лигата на шампионите, никој не може да каже. Фактот дека противниците доаѓаат од шеширите број 1, 2 и 3 сам по себе зборува дека се работи за екипи кои доаѓаат од земји со повисок рейтинг во женскиот фудбал. Босна, Финска и Полска подобро стојат во фудбалска Европа во женскиот фудбал, па затоа улогата на аутсайдер ја имаат токму кочанчанки. Но во вакви нокаут надпревари, таквата улога може да биде своевидна предност и да се оди на изненадување. Впрочем, светското првенство во Бразил најдобро го потврдува тоа, бидејќи во преден план дојдоа токму аутсайдери, а дома се заминаа фаворити и актуелни и поранешни светски прваци. Какво е расположението во таборот на кочанските шампионки од изјавата на тренерот Оливер Јовановски? Актуелниот фудбалски шампион на Македонија во женска конкуренција ЖФК Кочани во квалификациите за фудбалската лига на шампиони ќе игра во групата 7, каде за противници ќе ги има Сараево, Алан Юнайтед од Финска и Медик Конин. Денешната ждревка во Нион го смести нашиот шампион ЖФК Кочани во 7-та група, каде домаќин на квалификационен турнир ќе биде Сараево. Втората екипа во нашата група е Алан Юнайтед, која доаѓа од Финска, додека Медик Конин екипа која за прв пат за оваа сезона ја освои титулата во шампионатот на Полска. Во групата фаза на Лигата на шампиони, место ќе обезбедат најдобрите тимови во групите, плюс двете најдобро второпласирани екипи. Квалификациониот турнир во Босна и Херцеговина ќе се одржи во периодот од 9 до 14 август 2014 година. Сега останува на нас како екипа успешно да ги почнеме подготовките, да се припремиме максимално и со спортска среќа, да се надеваме дека ќе извлечеме поголем резултат, зашто ќе го представиме во светло издание македонскиот и пред се кочанскиот фудбал во квалификациите од Лигата на шампиони. Едно е сигурно. ЖФК Кочани ќе влезе во историјата на женскиот македонски фудбал, како екипа која прва играла во Лигата на шампионите, а секој поволен резултат ќе биде придобивка.